Почитувани, денес до основното јавно обвинителство Скопје и основните јавни обвинителства во Берово, Гостивар, Кочани, Прилеп, Радовиш, Ресен, Струмица, Штип и Битола поднесов вкупно 13 кривични пријави, од кои третата за дополнителниот заменик министер Диме Спасов и 12 кривични пријави за 12 разрешени директори на јавните установи за социјална заштита. Дополнително, денеска до Советот на суди на Република Македонија поднесов иницијатива за покренување постапка за утврдување на одговорност на судиите од Управниот суд кои неосновано одлучуваа по тужбите и решенијата за времени мерки по предлог на тужителот. Сметам дека постапувањето на Советот по оваа иницијатива ќе придонесе да се спречи обидот за воспоставување на судска пракса во која Управниот суд ќе постапува по слични или по исти барања и предлози за времени мерки за прашања кои не се од негова надлежност. Кривичните пријави се поднесени со докази за основани сомневања за злоупотреба на службена положба и овластување на дополнителниот заменик министер, кој со своето постапување надвор од границите на своите законски овластувања поттикнал самовластие кај разрешените директори, кои спротивно на закон и неповикани презеле действија за враќање на право за кое сметаат дека им припаѓа. Имено, по донесувањето на решенијата за времени мерки од Управниот суд, дополнителниот заменик министер како тужител неовластено ги задолжил ВД директорите на јавните установи да постапуваат по решенијата на судот, а по неговите дописи до јавните установи следеле писмени барања од разрешените директори до овластените лица на установата, ВД директорите, во рок од 24 часа да извршат примопредавање на сите материјално-технички средства, штембилите и печатите на установата. Дел од овие действија на разрешените директори се најдоа во билтените на полициските станици. Ставајќи се над законот и над судот, надвор од сите постапки кои се уште се водат пред институциите и не произвеле правосилни одлуки, дополнителниот заменик министер и разрешените директори постапија спротивно на нивните права и обврски да го почитуваат законот и по кој знае кој пат потврдија дека партиската координација и одлука е поважна и од почитување на законот и од почитување на институциите на системот. Ваквото постапување на директорите кои беа разрешени, зашто не ја исполнија својата пропуштена законска обврска да го потпишат менаџерскиот договор по својот избор и непостапувањето на дополнителниот заменик министер по неговата законска обврска не може да биде озаконето со решенијата за времена мерка на Управниот суд. Нема да дозволиме институциите и судот со правото да го штитат неправото и незаконското работење. Го подсетувам дополнителниот заменик министер дека би било добро следниот пат, кога ќе зборува за грижата на граѓаните, за наводниот хаос во Министерството и за редовното исполнување на законските обврски кон граѓаните, да им каже на граѓаните каков хаос и колкави долгови во Министерството остави зад себе. Колку граѓани останаа оштетени од неговото неодлучување по жалби и немањето контрола над работењето на центрите за социјални работи. И дали мисли дека со лажното душегрижништво, што во континуитет го промовира, ќе ја избега од неговата лична и од политичката одговорност. Ако за него барањето на овој министер, директорите, вработените во јавните установи и вработените во Министерството да работат по закон е хаосот за кој што тој зборува, тогаш очигледен е стравот од откривањето и прејавувањето на сите незаконски постапувања во изминатиот период пред надлежните институции. Ви благодарам. Повелете прашање. Со центрите раководат овластените лица, а тоа се именуваните ВД директори на јавните установи,
кои што имаат законски издадени решенија за раководење со институцијата и во Централниот регистар на Република Македонија се запишани како властени лица на јавната установа со која што раководат. Повелете други прашања? Да, кривичната пријава во Скопје е поднесена за Диме Спасов и за директорите и поединечно за секој директор до надлежните јавни обвинителства во Република Македонија. И иницијативата за покренување на постапка за утврдување на одговорност на судиите од Управниот суд кој што решава неосновано по решенијата за времени мерки. Управниот суд не би требало назад, но исто така потврдува информација дека доколку не постапите товарањето на Управниот суд, има парична, прекршечна, Знаете, кога провладините медиуми покрај сите средства што ги примаат од народните пари, милионските суми, ќе одлучат да зборуваат за право и за квалификации на акти кои што ги поднесуваат и кои што ги произлегуваат од институциите, убаво е да прават разлика помеѓу тужба и кривична пријава и одлука, правосилна одлука на судски орган и решение кое што е времена мерка и подлежи на постапка по жалба. Така што во овој случај јас можам да информирам само дека ги искористуваме сите правни лекови по однос на овие права што ни произлегуваат од законот, ги обжаливме времените решенија до Висшиот управен суд. Согласно закон, Висшиот управен суд има обврска во итност во рок од 3 дена да одлучува по жалбите за времените мерки. Ние ги очекуваме одлуките на Висшиот управен суд, меѓутоа тоа не значи дека нема да ги искористиме сите останати законски можности и средства што ни стојат на располагање на македонската јавност и на сите кои што не знаат да го читаат правото, а во овој случај сите оние кои што самоволно си земаат за право да го толкуваат правото и одлуките на судот, да им укажеме дека Управниот суд е комплетно ненадлежен да одлучува за прашања од работни односи во овој случај и да ја прифати тужбата од страна на тужителот кој што нема активна легитимација да се јави како заштитник или тужител, заштитник на правата на индивидуалци, во овој случај разрешени директори. Сите тужби се поединечно процесуирани, меѓутоа Управниот суд имал право и обврска да одлучува само за правото на Диме Спасов од Законот за измени и дополнување на Законот за влада, да подпишува акти заедно со министерот за прашања кои што произлегуваат од организација на изборите. Меѓутоа немал право да оценува акт на министер, во овој случај решение за разрешување и разрешение за именување на ВД директор, затоа што тоа е од исклучива надлежност прво во прв степен на Државната комисија за одлучување во управна постапка и во втор степен од работни односи и Основниот суд кој што според својата надлежност одлучува за сите спорни прашања од работни односи. Во овој случај Управниот суд ја презел улогата и на Државната изборна комисија да одлучува кои прашања се прашања од избори, меѓутоа прифатил тужба од ненадлежен во овој случај тужител, од Диме Спасов, кој што се нашол како тужител во име на друго лице што е спротивно на Законот за управните спорови.